Дали еднонасочниот сообраќај во централното градско подрачје на Кочани ќе се укинува или ќе се менува, за сега останува непознато. Новата локална власт вели дека не сака да носи брзи и непроверени одлуки и решенија за средување на сообраќајниот хаос. Сегашната состојба е оценета како проблематична и во поглед на паркирањето и во поглед на нормалното движење на возилата по сообраќајниците, па ова мора да се подобрува. На последната седница на Советот имаше и советничко прашање дали е започната некаква постапка за решавање на проблемите, на што градоначалникот Илиев одговори дека не треба да се прават привремени и избрзани решенија. Не сакам да избрзам и да дадеме некое погрешно решение кое за неколку време ќе го менуваме. Минатата недела имавме средба со министерот за внатрешни работи, каде што ја отворивме темата за сообраќајниот режим и ни беше понудено помош од нивна страна да не изработат стратегија, студија на кој начин најадекватно ќе го решиме сообраќајниот хаос. Затоа навистина ќе ни треба време. Таа тема е многу експлоатирана, граѓаните очекуваат решение, меѓутоа мислам дека адхок и брзо решение нема да биде правилно решение. Замолувам за трпение да работиме и тоа прашање ќе го поставиме овде и ќе дискутираме, ќе го експлоатираме толку долго колку што е потребно да најдеме адекватно решение и да го решиме овој горчив проблем на сите граѓани. Најголем број од реакциите на возачите се за долгите застои на крстосницата во близина на двојниот мост кај гимназијата. Тие особено се зголемија во средината на февруари годинава, откако еднонасочниот сообраќај беше проширен по целата должина на улиците ВМРО и кај на Револуцијата, со што кружниот тек кај полициската станица ја изгуби својата целосна функција. Дополнително и паркирањето по тротоарите и другите јавни површини го дополнува хаосот. Затоа ќе мора да се преиспита и функционалноста на паркинзите со наплата и да се размислува за изградба на катна гаража со цврста или монтажна изведба.